посилно да имавме некои аргументи, појаки да кажеме да парираме. Еве сега да кажеме актуелна влада што направи од 2006 навака со актуализирање на тоа прашање дека постои македонско малцинство во Грција, дека постојат имоти на тие луѓе, значи така се ствара некој баланс, видовме една храбра политика која што имаше доблест да ги наметне тие прашања кои што се заскрива 20 години, уште 91 година кога уставот на 17 ноември 91 го донесовме, по неполни 2 месеца под притисок веднаш го променивме и се откажавме од нашите македонски малцинства во Бугарија и во Грција, во соседните земји. Така да таа време се водеше на, така да кажем, плашлива политика. Грците успешно ја играат таа тактика на блефирање со закани, со сите ние знаеме дека во тоа време имаше страшни блокади на гранични премини, па правеа блефирање, надлетуваа со воени авиони над просторот на Гевгелија на македонско-грчката граница. Обилно ја користеа таа една позната тактика на меѓународната сцена, блефира, не дека не беше некоја реално опасност дека Грција ќе влезе во војна со Македонија, но за жал нашето раководство потлекна под таа плашлива политика, водеше една дефанзивна политика, иако сите аргументи беа на наша страна во тој спор со Грција, и сега не наместо да ги убедуваме тие светски и европски авторитети во нашата вистина, се повлековме во една дефанзива и како резултат на тоа сведоци сме денеска дека сме во една ситуација да се браниме како нација, како народ и својот идентитет и својот јазик и култура. Според вашите анализи, бидејќи долго време сте работеле во Министерството за внатрешни работи, да кажам, колку малцинствата во Грција, во Бугарија, и во Албанија веќе почнуваат да имаат влијание и во нивната политика, во нивните земји? Па тоа тука е уште една погрешна политика, погрешен потек и политика на македонскиот државен врв во тоа време, после осамостојувањето, кој што не презеде да кажеме соодветни активности да го немира тоа македонско малцинство, да го помага во соседните земји. Напротив, во тоа време нашата служба за државна безбедност, која што гонеше внатрешни непријатели, ги гонеше своите идеолошки противници и во таа насока длабоко ја раздели и диаспората. Не само македонците во соседните земји, него ги раздели македонците кои што живеат во Канада, во Америка, се со цел полесно да владеат домашните политички елити, иако наместо да се гради тоа македонско политичко единство, бидејќи оддамне најпознато на меѓународната сцена дека домашното единство е најакта брана против секакви закани, против секакви уцени, и како што кажав, наместо да се помага тоа малцинство, ние дозволивме тоа да биде длабоко разделено. Еве и денеска гледаме таму нема единство, ќе се појави една партија или издружение, па се делат на 3, на 4 фракции, поделени меѓу себе. Сите тоа е рецидив, едни остатоци од тајните македонски служби, поточно КОС од Белград во тоа време, кои што длабоко ги разделија, и тие последици за жал пак се катастрофални за нас македонците. Слушаме денеска дека во изборите во Албанија веќе има двајца градоначалници во Пустец, Едмон Темелко и не знам уште кој ќе биде другиот, што значи дека луѓето на некој начин сами бараат начини да се изборат и за името и за идентитетот. Па јас имав прилика да ги посетам во Пустец, поточно градоначалникот Едмон Темелко. Полека работите испливуваат на површина, иако можам да кажам тоа беше една страшна слика што ја видов таму, еден запустен крај, да кажеме, со патишта од пред 100 години. Посебно тој, дали намерно албанската влада игра на таа карта, потполно запустен, сиромашен крај, али добро што работите испливуваат полека, и јас сум длабоко убеден дека клучните меѓународни фактори пред се, еве Америка во овие 20 години се покажа како наш стратешки сојузник уште од 90-та година. Полека работите ќе си одат во своја насока, веќе се најавуваат некои иницијативи на невладени организации за отварање на факултети на македонски јазик со помош на тие нивни фондови, и како што работиве ќе се движат во задоволителна насока. Инаку ние можевме 90-та година да изградиме многу појака позиција во тоа време, бидејќи некои во тоа време информации што излегоа, документи, па и тие карти на голема Македонија, тоа било фактички американската, ајде да кажеме, ЦИА, моќна служба, бидејќи американската политика се базира на активностите на нивната тајна служба. Во прв момент дури имале некој замисли да играте на таа карта на голема Македонија во тоа време. Но тука, за жал, кај нашето државно раководство во тоа време, Киро Глигоров, Стојананов, кои што беа луѓе делегирани, дојдени од Белград, виделе едно разочарување, дека тие луѓе всушност не ја сакаат независноста на државата, па од тие причини
дури многу покасно се свртели на тој елемент со албанците сега што го дозволија признавањето на Косово со некоја нивната локална самоуправа што добија после 2001 година. Така да јас сум без разлика сум длабоко свесен за моќта, силата што имаат моќните држави, но тврдам дека сите овие грешки стратешки, целата ова мизерија во која што живееме 20 на години, во која што ја немаме државата во посакуваната насока како национална држава на македонскиот народ, се разбира со гарантирани права на сите граѓани, на сите етнички заедници во државата, но сите тие стратешки грешки јас повеќе сум склон да верувам дека се како резултат на тие внатрешни предавства што се случија меѓу македонските политички елити и како резултат на тие внатрешни стратешки грешки што ги имавме 20 на години, бидејќи не се уште немаме една стратегија во која што јасно ќе се каже која е црвената линија, кои се националните интереси, во кои што интереси и точки нема да се задира, без разлика која власт ќе дојде на избори. Ние дури во тоа време, како што кажав, и најлошото што не најде 2001 година. Имавме и војна, па пак не седна на нашите политички елити да направат едно единство во кое што јасно ќе се кажеше дека треба да се одбрани државата, а отпосле кога ќе се водат кампањи, пак ќе се расправаме, ќе се караме, ќе нудиме економски програми кој подобар животен стандард за граѓаните, но за жал се уште ја немаме таа стратегија од неколку точки во која јасно ќе се каже која и да е политичка гарнитура да дојде на власт во Македонија. Во овие точки нема се чепка, но тоа отсуствува. Какво е влијанието на албанскиот политички фактор во државата? Видите се, албанците си ја тераат својата кауза. Јас сега некои обично луѓето кога разговарат за овие некои во обичните така разговори, вина фрлаат де албанците биле вакви, онакви, ние нема што да се лутиме, они се тераат својата кауза. Прашање сега ние македонци што правиме да се заштитиме? Да се заштитиме од тие нивни налети, бидејќи факт е дека тие работат на таа голема албанска кауза, без разлика која албанска партија да биде на власта, тие си работат за стартането, тие е сега што е поинтересно, тие ги користат сите слабости меѓу македонските политички партии, користат таа разединетост, бидејќи се уште не се родил македонски политичар кој што кога ќе му постават барање од албанска страна да каже јас не можам ова да го исполнам, па ако треба нека ги изгубаме изборите. Еве имавме таков пример за време на претседателските избори во 2004 година кога Бранко Црвенковски од прва му прифати Али Ахмети новиот закон за територијална организација. Фактички со тоа дојде до федерализација на државата. Кога се даде можност градоначалник да се добијат во Тетово, во Кичево и во Струга, фактички се оцрта таа линија за федерализација на Македонија, а се заради тоа што во тоа време Бранко Црвенковски победи со гласовите на Дуи. И сега се навртам нова претходно што го кажав, значи во тој момент да имавме некој таков политичар кој што ќе му кажеше на Али Ахмети благодарам за помошта за изборите, јас не можам да одам под ова, па нека изгубам ако треба. Но за жал тоа го нема се уште во Македонија. Дури во тоа време албанците се што посакаа се добија 3 општини, Кичево, Струга и Тетово, и Башка Сарај го припоја према Скопје, за да Скопје биде двојазично. Значи се што побара во тоа време премиер беше Хари Костов, кој што многу и не му е галето македонските национални интереси како ќе се одвиваат. Бранко Црвенковски стана председател, но за жал државата во тој момент беше уште повеќе, како да кажам, осакатена и де факто и федерализирана, бидејќи во тој дел веќе таму јасно е како стојат работите со македонците во тие 3 општини. Се навраќаме на една друга тема која што секако е доста интересна и луѓето во сите своји видувања ќе ја споменат, а тоа е приватизацијата која се случуваше во нашата држава. Колку тоа влијаеше и на политичките односи во државата? Па видите, приватизацијата во Македонија беше еден страшен криминален процес. Тоа дури можам да кажам, нема да претерам ако кажам дека тоа беше едно невидено економско злосторство врз македонскиот народ, бидејќи тогашно државен врв премиерот Црвенковски со благослов на Киро Глигоров, кој што во тоа време е најмоќна личност, бидејќи Црвенковски во тоа време беше 25-6 години, Глигоров го постави за премиер во таа влада, ги постави деца таму за да може да ги командува и да ги раководи. И тие направи едно страшно злосторство према македонскиот народ кога дозволија десетина одбрани олигарци да си го поделат целото општествено богатство кое што